Само инспекција и казни се спас за високите цени. И после првиот бојкот спроведен за високите цени, повторно револтирани граѓаните во Штип. Велат бојкотот не помага, бидејќи после истиот нема никакви промени. Децидни се тие дека во петокот повеќе пазарувале за разлика од сега. За продавниците ли? Не. Па смешно е бојкот, да не онда купам ја леп, немам ќе бойкотирам. Повеќе оди во петокот да си купат. Не, џабе бојкот. Џабе, ја оди сега не може улеш во продавниците. Никакви нема промени. А треба ли да се бойкотира па повеќе дена? Може би треба, ама нема ефект. Не функционира правниот систем така да како и да е. За да трговците ги намалат цените, граѓаните велат дека треба само инспекции и строги казни. Поинаку со бојкот нема решение. Не би па инспекција нека биде, како ќе биде, тај производ, таа цена е. Нека од нека контролират јаготи, само казливо. Нека има инспектори, има деца, учени деца без работа. Нека од нека проверуваат цените. Казни нормално казни, треба цените да се знае, да бидат сегнати си цените, а не кој кому текне цени да става. Ја мислам дека има инспекции, има инспектори, ама треба да доаѓат. Казнување. За да има ефект. Па нека не доаѓа, не се опометуваат нека да се бойкотира и казни. Во согласно со ситуацијата, во петокот бојкотот се спроведе на ниво на државата. Речиси делумно граѓаните бојкотираа, а друг дел пазаруваа со оглед фактот како што и самите велат, бојкотот нема да донесе никакво решение.